Почитувани колеги пратенички и пратеници, продолжуваме со работа со 13-тата седница на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. На последното продолжение на оваа седница, која се одржа на 9 јуни 2022 година, Комисијата започна расправата по предложениот кандидат за судија на Уставниот суд, госпоѓата Татјана Васич Бозаджиева, дипломиран правник и магистер по правни науки, главен советник во Министерството за правда. Продолжуваме со расправата по предложениот кандидат. Пријавен следен за збор е пратеникот Тони Јаревски. Повелете, почитуван колега. Ви благодарам, председателке. Добро утро на сите, почитувани колеги, што одвоите и време, и сили, и енергија да присуствувате на расправата, бидејќи навистина имавме интензивни денови во изминатиот период, изминатава недела, кај што навистина фокусот беше на ребалансот на буџетот. И иако можеби вака збунувачки на прв момент е што се вметна и работа на оваа комисија за избори и именувања, кај што исто така исклучително важна тема се разследува за изборот на уставните судии. И покрај тоа што имаме плодна дебата, се одлучи да се расправи, да се разгледуваат денеска, а и денеска имаме закажано продолжение на седницата на буџет. И навистина, од јас барем го знам, како препорака, што е дека секогаш, кога и да имало расправа за ребаланс или за буџет, сите други активности застануваат, бидејќи фокусот на сите е таму. Така да, навистина, на некој начин не ви завидувам, бидејќи тука се со мене и колегите и представници на мнозинството кои можеби се најактивни во расправата на буџет и на енергијата и на посветеноста, каде што покрај целиот фокус што го имаме во расправата за буџетот, каде што нашите мисли идат за амандманите, дали се од атмосферски прилики, дали се од ситуација на државата, од нашата желба да го направиме подобар лошиот буџет, еве тука сега ќе треба да расправиме уставните суди. Можеби пологично ќе беше да си остане согласно воспоставената пракса, или пак како што налага логиката, нашиот фокус, нашата концентрација и нашата енергија да биде насочена кон изготвување или подобрување на ребалансот, што е можно подобро, но што е тука, веќе се поставиме и тука. И добро е што сте можеби во оваа сала, бидејќи на некој начин има и повеќе услови за работа. По однос на уставните суди веќе дискутиравме и претходно. Кажавме дека нема идеален начин како би можеле да бидеме сигурни за најдобриот можен избор што може го направиме. Исто како што и укажавме на некои работи кои што, за жал, на оваа тема имавме заеднички став или можеби заеднички заслужувавме, каде што велевме дека Уставниот суд е круна на судството. Иако не е дел од правосудниот систем, сепак е онаа круна каде што граѓаните, фирмите, бизнисот, невладините организации и генерално граѓанското општество гледаат надеж по поразите или потврлањата на самиот правосуден систем. И што имаме заеднички став дека работите во судството се навистина лоши. Не е тоа само наше мислење, туку е поддржано и со мислењето на граѓаните. Со жалење можеме да констатираме дека моментално рейтингот на судството и правосудниот систем е со само 8% поддршка од граѓаните, што е една катастрофална состојба во која што правната несигурност е општо видлива и, за жал, општо прифатена. Со 8% доверба и 92% недоверба во судството, ниту еден граѓанин на оваа држава, ниту еден правен, ниту физички субјект нема правна сигурност во системот. Практично сите оние тела и институции, целокупната легислатива е нефункционална и непотребна од аспект на еден граѓанин. Тоа не е така случајно, бидејќи сите форми на корупција, на обременување на системот, на проблеми во самиот систем се рефлектира во работата, односно поточно во неработата на судскиот систем, на судиите, и од тука граѓаните гледаат надеж во Уставниот суд со право, кој што имаше полни раце работа во претходниот период. Она што загрижува е дека таа слика во однос на самата судство сега и ризик, јас не викам не, и така и ќе продолжам од целокупната дискусија, каде што ќе бидам сконцентриран на
на прашалните форми, ќе објаснам подоцна и зошто. Нема да изнесувам никакви тврдења, но дефинитивно судството, правосудството, судовите, сите нивни нива, вклучително и Уставниот суд, заслужуваат одговори на многу прашања кои што за жал секој ден се повеќе и повеќе. Зошто го реков тоа да се престика оваа лоша слика? Бидејќи покрај високото ниво на корупција, што е перцепција веќе кај граѓаните и е резултат на сите истражувања на јавното мислење, имаме и силен обид на политизација на истиот систем. Повторно ќе кажам, што за жал тоа е мое мислење, можеби и прашање, дали може да биде поинаку, се разбира дека може, но дали сака оваа власт да направи подобрувања, не верувам и сум голем скептик. Конкретно еве ќе се насочам во континуитет и на овие дискусии што имавме преходните денови со буџетот. Во однос на подобрување на состојбите во судството, владата сметаше дека нема потреба од ниту еден денар, средствата се сведени на нула. Кратењето го направи токму таму. Доколку сметаат така дека е тоа исправно, во ред, но јас не се сложувам. Треба да се фокусираме, треба да вложиме енергија, треба да вложиме напори, треба да земеме предвид сите мислења, да се разгледаат сите опции со цел да имаме прогрес на ова поле. Иначе не би можеле да направиме чекор напред, ќе проложиме со чекорење наназад. Дали треба да подсетиме дека дело во судство, покрај тоа што се заостанати, имаме околу 100.000 предмети во моментов по судските лабиринти. 100.000 предмети кои што ги обременува најмалку 100.000 семејства во Република Македонија. Луѓе кои што и како се револтирани, и како се гневни, луѓе кои што сакаат да добијат да стигнат до својата правда, а не можат тоа да го направат бидејќи нашиот систем не функционира. И сега доколку дозволиме ние политизација или доколку дозволиме политизација или наместо чекор напред, професионализација, односно добивање на квалитет во работата на Уставниот суд, ние да го бремениме повторно со неквалитетен кадар, со било кој од овие предмет што не се за разредување уставни суди, и ние сме соучесници во тој регрес на тековите кои што не се случуваат. Знаете ли дека четирите апелациони судови што ги имаме во државата се неажурни? Од 19 судови се неажурни од вкупно 34. Дали знаете колку неправда трпат секој ден граѓаните? И кога на крајот веќе можеби ќе добијат некаква пресуда, најголемиот дел од нив се незадоволни. 142 барања постојат во моментов актуелни за одговорност на суди. 142. Од вкупно, мислам дека се 473 суди распределени во 34 суда. 104 биле во 2020, 40 од 2020, 107 во 2019. Само хипотетички да разгледаме, бидејќи немаме добра анализа, тоа наверојатно ќе биде дискусија на друга комисија, само хипотетички ја предпоставим, половинка од овие да се преклопуваат, односно да станува збор поднесоци 3 години за еден исти судија, можеме да замислиме колку ни е нефункционалноста во судството и колку лоши решенија во моментот се толерираат. Или пак да го погледнеме и од друга страна, дека системот едноставно не ни функционира. Треба да имаме и контролинг, не е тоа ништо греф, ништо не е идеално, но доколку нешто се укаже еднаш, 2 пати, 3 пати, во континуитет, и ние не преземаме ништо, тоа значи дека имаме или проблем во системот, или од аспект на власта се толерира такво неодговорно или нелегално работење. И од тука 8% доверба во судството не е случајна. Од овие сите барања за одговорност за суди, се е тоа резултат на незадоволство од работата на судовите и во најголем дел од случаевите единствен спас се наоѓа во Уставниот суд преку различни типови на поднесоци кои што фаќаат на вистина широк спектар на предмети од нашето секојдневие. Од тука ова го кажувам
од аспект колку е голема тежината на ова што ние го дискутираме тука, тежината на одлуките што треба ги донесеме. И од тука несфатливо ми е да има несериозен или таков некој лабав однос спрема самата дискусија, спрема изборот, или во исто време да преклупуваме повеќе дискусии кои што се навистина подеднакво важни од секој од својот аспект. Дополнително нова, сега се подсетив, 20% дополнително нова што го кажував, од подносоците до Државната комисија за спречување на корупција, се поднесоци за корупција во судството. Тоа се луѓе кои што се уверени дека имаат докази или имаат докази за корупција, коруптивно делување на судиите, на службите или на администрацијата во системот. Верувам дека сите од нив повторно ќе завршат на Уставниот суд или пак уште полошо во пресудот во Страсбург. За жал, констатација која што се наоѓа многу често како резултат или констатација на секоја дискусија околу судството, правниот поредок и правосудниот систем. Поразувачки е нашите граѓани, правните субјекти, физичките субјекти, единствената надежда правдата да гледаат во Европскиот суд на правдата во Страсбург, а не во постоечкиот правосуден систем во Македонија. И од тука затоа и го укажав делот на важноста на оваа дискусија што ја имаме. Дополнително што, пазете, говориме за судските постапки, за правосудниот систем, воопшто не сме ја фателе ни дискусијата за сите оние случаеви кои што нема завршица воопшто, а ни се случуваат во нашето секојдневие. Секој ден. Не би сакал да спомнам ни модуларни болници, ни Бесатурс, ни Дермотурс, луѓе живи ни горат, одговорност нема. Бидејќи системот не ни функционира. А за да функционира системот, не треба институции кои што се посветени, кадри кои што ги раководат, кои што сакаат вистина направат чекор напред за подобро и посигурно иднина на државата. Не е ни чудо што ако веќе ги кажуваме овие поразителни бројки на доверба во судството, на случувањата во судството, не е ни чудо како логична последица на истото да се појави и 68% од испитаниците наши граѓани, сограѓани од сите етнички заедници, равномерно распределени на целата територија на Република Македонија, кои што се уверени дека државата се движи во погрешна насока. 67-68 во зависност од која агенција го направила, но ниту една не е под 65%. 2/3 најмалку од нашите сограѓани. Тоа е губење на моралот, тоа е губење на духот, тоа е губење на вербата во институциите, во системот, во иницијативите, во инвестиционата активност, во секојдневието, тоа е губење во желбата да се верува во државата и конечно добивање на желба да се напушти истата. И тоа е една појава, да, не е само кај нас, можеби ќе најдете други некои примери во регионот, некој ќе рече дека тоа се форми на глобализација, но ние секојдневно остануваме без нашата иднина, бидејќи нашите млади, оние што треба да осигуруваат иднината на државата, нашите идни поколенија кои што треба да бидат предвестници на прогресот, на развојот на државата, нас не напуштаат. Дори и она малку што сте го направиле како држава, каде што се инвестирало во тие кадри, преку образовен систем, преку различни системи, преку различни други примери, власта дозволува секојдневно да ни се иселуваат. И од тука, пак ќе се вратам на она што го спомнавме, за жал, имаме заеднички, на ова поле се слушнуваме, дека состојбите во судството, во правосудниот систем ни се катастрофа. Можеме да имаме дискусија до рано наутро кој е крив сега од аспект дали е кокошката или јајцето постара, но проблемот стои и доколку не се презема кадри, подобрување нема да има, состојбата ќе биде само полоша и полоша. И конечно доаѓаме до она што го имаме како последна надеж за правдата и правосудниот систем во државата, тоа е Уставниот суд. Избираме личности, избираме луѓе кои што навистина легислативата им дава ретко како кои други полни можности за одлучување, доколку сакаат навистина се посветат. Ја не се сеќам, мислам дека Државниот завод за ревизија, раководителот, односно директорот има мандат исто од 9 години, но друга институција не се сеќам има мандат од 9 години.
правилниот или погрешниот избор значи дека ние треба да живееме со нашиот правилен или погрешен избор следните 9 години. Сите овие текови што претходно ги укажавме, можности, надеж или губењето на надеж, зависи во првично токму тука од нас. И од тој ефект, дали некој ќе донеси едно ливче со 3 реда, што некој ќе го наречи биографија, или некој навистина ќе се посвети да донесе биографија како што треба, не е сеедно, дури и од техничкиот аспект, бидејќи тоа е всушност и односот што стоната ја има кон институцијата и кон вас како пратеници во однос на изборот. Дали некој му е наложено да се изберат тој, или пак ние навистина ќе имаме дискусија во која што ќе споредуваме, ќе имаме компаративна анализа, ќе имаме можност да го избереме најдоброто врз основа на квалитетот. Не на препораките, или пак на, можеби не политичката припадност, но политичката наклоност на некој што сработил не во делот на неговата професионална кариера во судството или во правото, туку на некој друго поле. И не случајно имаше такви дискусии долги по однос на она што е најспорно можеби во оваа процедура што имаме за избор на уставните суди, тоа е она формулација истакнат правник. За жал, истакнат правник различно се толкуваше, различно се прифаќаше и што е најтрагично, имаше случаи кај што можеме да ги набројуваме, вклучително и оваа дискусија што имавме само на оваа седница од почетокот и продолженијата, на двојни аршини при самото приемање на истакнат правник. Точно, може да се разгледува од повеќе аспекти, но тоа не и нас од одговорност да го направиме правилниот или погрешниот избор. Ја ќе искористам и оваа можност, уште на првата седница, кога се отвори седницата практично, го поддржав предлогот и стоам цврсто на ставот дека доколку имавме можност секој од кандидатите лично тука да беше присутен и да ни се представеше пред нас, самото ниво на дискусија ќе беше многу повисоко, многу поквалитетна расправа ќе имавме, многу подиректен суден на аргументите ќе беше и, што е најважно, ќе имавме можност лично да се разубедиме за секоја една недоумица или дилема или забелешка што би имале по однос на постојните кандидати. Вака сме сведени или да поставуваме во прашална форма определените дилеми или забелешки што ги имаме, или да ги упатуваме прашањата кон личноста што го предложил конкретното лице, што мислам дека не е фер. Бидејќи конечно имаме 8 предлози за уставни суди, кои што 9 се извинувам претседателке. 9 предлози кои што навистина секој од свој аспект можеби имам по нешто што се истакнува. Било кој од нив, доколку сакаме да политизираме или да спроведеме демагогија, би можеле да го толкуваме и да го сместиме во категорија на истакнат правник, но овдека не ни е нас првичната цел дали ќе успееме да го карактеризираме предлогот за избор на уставен судија како истакнат правник или не, туку треба да ги избереме најдобрите истакнати правници од овие 9 предлози. И од тој аспект затоа и сметам дека ќе беше многу подобро да бидат тука, да ни се обратат на сите присутни, да ги укажат сите работи кои што сметаат они дека се суперлатив во нивната кариера, да ги кажат сите нивни компаративни предности во однос на другите кандидати. Тоа не мораше да биде вкрстено испрашување или нешто слично, но ете, луѓе што биле посветени како истакнати правници во својата кариера и како можат да повлечат определени активности, дела објавени, нивното учество, што навистина ги истакнува од оној просек на дури на добар правник. Иначе, во спротивно, ние сме во ризик да имаме ситуација како со изборот на Кацарска. Имавме преходно прилика да гледаме на работата на комисијата, каде што лице кое што е ниту морално, ниту стручно соодветно да биде уставен судија, па пројде. Од икс причини, неќам кон никого да покажам прсот, но тоа се на некој начин негативности во самиот процес. Друго ќе беше да беше тука и да можеше да одговори на повеќе прашања. Имавме
Господјата беше типичен пример на Луи Вутон суството или на Трас суството, како што сакате. Некој што се докажа како политички извршител на СДСМ, да биде наградена со учеството во Уставниот суд. Уставниот суд не треба да биде награда на згрижување на некој што се докажал пред партијата, без оглед на консеквенциите кои што произлегле од нивното докажување. Знаеме дека председателот на Уставен суд ужива иста заштита малте некако председател на државата. Нели е тоа начин дека ние го загрозиме уставниот поредок со прифаќањето на такво лице на таква позиција. А пазете, тоа беше личност за која што Уставниот суд преходно имаше донесена одлука со која што се поништува нејзина одлука. Уставниот суд на Република Македонија преходно пресуди дека Кацарска го прекршила Уставот и основните човекови права. Само кажувам колкава е тежината на вакво. Не, ве молам. Таква е тежината на дискусија овдека што не ми смета, дори напротив. Слободно, ако сметате дека имате нешто забелешка, уфрлете ми се во зборот, подобро ние овдека подлабоко да дискутираме, освен отколку да се направи грешка како со Кацарка. Барем ние можеме да дискутираме, ако веќе не се они тука да возвратат на нашите прашања. Значи, преходно се направи таква грешка, да не ја повториме. Имаме судија на кој Уставниот суд и поништил одлука. Како можеше да се дозволи тогаш судија кој не го познава, не го знае и почитува Уставот, да биде уставен судија? Повторно ли треба така да направиме? Очигледно сте имале некој пропуск кај што тоа ни се протнало. И тој случај не случајно го потврламе. За таков случај најпрестижни универзитети пишуваат, студии прават за нашата грешка што била преходно направена. Универзитетот во Колумбија, кој што навистина пишува да добрила Кацарска како студија што го прекршила Уставот и Европската конвенција за човековите права. Треба по тоа да не познаваат на светот. Зошто да не најдеме примери кои што ќе се докажа со нивните одлуки, да бидеме светол пример. Смачено ни е веќе од примери да не ругаат во меѓународната заедница и кои што само на скалилата без оглед на какво оценување, дали за корупција, дали за сиромаштво, дали е за неправда, да ги добиваме оние најнепопуларни места во Европа и во светот. За истата господја се докажа како судија која дискриминира обвинети и повредува основни човекови права. Јас се надевам искрено дека тие меѓу овие 9 сега што таков случај повторно нема да имаме. Искрено се надевам. Но за тоа ќе беше многу полесно доколку можевме овдека лично да прашаме. Зошто би земал јас таков греф или било кој од нас овдека присутни да обвиниме било кој од овие 9 дека ќе биде стената Кацарска во Уставниот суд. Само заради тоа што можеше да биде тука присутен и директно да не разубеди. Истата таа Кацарска влијаеше врз суди при носење судски одлуки. Има и сведоштво на Лиле Стефановска, ако се сеќавате. Дали треба повторно тако нешто да направиме? Дали круната на правосудниот систем го заслужува тоа? Дали тоа не допринесува за она доверба од 8% или допринело да биде до 8% толку ниска довербата во правосудниот систем? Ако може да се гледа во она што го вела како највисоко тело, каде што кога сите надежи за правда ќе бидат исполнени, единствениот зрак на надеж што го гледаат граѓаните во Уставниот суд, да поставиме дополнителни вакви личности и таа надеж да ја поништиме. Па после ќе се чудиме зошто констатацијата на било која дискусија за правосудниот систем или за барањето на правдата или било каков премет завршува за тоа дека добро па ќе одам на судот во Страсбур. Дополнителни обременети, нервози, трошоци, време, енергија, немир кај нашите граѓани. А ние сме сепак шака народ и 3 педи земја. Во држава која што сака да ги постави работите на здрава основа, со здрава посветеност, со намери, со честност и честитост, ова треба само да биде во рубриката верували или не, дека некаде нешто вакво слично постои, а не да биде дел од нашето секојдневие. Имавме кај Кацарска која збориме, имаше нејзини изјави како да излегле од штабот на. Нема веќе да зборам за нејзи.
Ќе се навратам на тоа да избереме најдобар можен кандидат од овие 9 што ги имаме тука. Имајќи предвид дека не можеме овдека се видиме, имајќи предвид дека им го скративте правото они лично да се обратат, останува компарација на биографиите што ги имаме тука пред нас и врз основа на тие податоци да го направиме најдобриот избор. Затоа и кажав, слободно фрлете ми се, еве заеднички да обично сите мои излагања се во насока да допрам до што е можно повеќе пратеници во однос на некои наши уверувања како да најдеме најдобро решение. Овој пат ја лично не сум сигурен. Имајќи предвид колку работи можно се скратени, и јас во оваа дискусија и јас во оваа работа седница сакам да ги искористиме колку толку до овие расположливи материјали што ги имаме, информации, најдобриот избор. Затоа слободно. Еве, заедно учествуваме во расправата и заедно да најдеме можеби најдобар пристап од тоа што ги имаме. Татјана Васич Бозаджиева, родена на 27 јули, од ова што го имаме. За неја се дискутираме. 73 година во Скопје, средното училиште го завршува Борис Кидрич, правна насока. Борис Кидрич е денешното Васил Антевски Дрен, исклучително важна школа, јас имам таму завршено. Дипломирала на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Положила студен испит и одбранила магистерски труд од областта на граѓанското право. И ова досега е во ред. Работната кариера ја започнала во Министерството за финансии, каде што од октомври 1998 година до август 2001 година работи во областта на јавните набавки, меѓународните финансии и реформите на јавната администрација. Нема дека многу дел од истакнат правник, ниту пак има нешто што би можело да помогне на работата на Уставниот суд, но сепак тоа е 2001, далеко од 2022, ќе видиме понатаму што се случувало. Немаме што друго, мораме да читаме биографијата темелно. А потоа и како представник на Министерството за финансии раководи со единицата за реформа на јавната администрација, Public Administration Reform Unit, која единица, како меѓуресорска тело, беше задолжена за координација на реформите во областта на јавната администрација, а со представници на клучните министерства во овој реформски процес. Како раководител на оваа единица, интензивно соработува со ЕУ, ФАРЕ проектот за реформа на јавната администрација, а подоцна и со ДФИД проектот на Обединетото кралство за реформа на јавната администрација. До сега во јавната администрација навистина има вака посветено и време и енергија и дефинитивно за јавна администрација би била одличен предлог, но сега збориме за уставни судии. Како предлог за уставни судија. Во областта на јавни набавки работи на подготвување за мислење за спроведување на законот за јавни набавки како представник на министерот за финансии, учествува во спроведувањето на постапките за јавни набавки. Значи, спроведувала и јавни набавки на другите државни органи. Собранието на Република Македонија, Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Тоа ја овозможува да ја следи имплементацијата на овој закон во пракса, што е точно. Особено е важно и користно искуство за нејзиниот понатамошен ангажман во пишување на правни прописи во однос на јавните набавки. Како раководител на единицата за реформи во јавната администрација, директно учествува во дизајнирањето, планирањето и спроведувањето на реформите во јавната администрација и се стекнува со исклучително битни знаења на јавната државна администрација во нашата држава, како и за принципите, практиките и организацијските аспекти од оваа област во земји членки на ЕУ. Како раководител на оваа единица, учествува и во изготвувањето на првиот закон за државни службеници и законот за организација и работа на органите на државна управа, со кој драстично се намали бројот на министерства како една од мерките за реформата во јавната администрација. И барем во периодот, морам да признам, од 1998 до 2001 имаме предлог кој што е идеален за јавната администрација, дали е учество на легислативата, на правните акти, подзаконските акти и така натаму. Јас за тоа не би имал никаков јавна администрација, само си запишам. Никаков пример, но
Добро, сепак на почеток на кариера била, можеби понатаму ќе има карактеристики кои што би биле од полза за работа на еден уставен судија. Од август 2001 до јануари 2006 работи во Министерството за правда како државен советник за реформа на јавна администрација и раководител на одделението за стратешко планирање. Ова е во правда, но сепак продолжува во насока да. И што е логично, бидејќи јавната администрација претходно има активности и си продолжува во континуитет со работата за јавна администрација во Министерството за правда и така и пишува во биографијата. Продолжуваат дезините обврски за координација на реформите во областа на јавната администрација, а учествува во воведување на внатрешните процедури на ова министерство на функциите поврзани со процесите на стратешко планирање и функционална анализа како нови процеси кои произлегуваат од реформата на јавната администрација и исто така како представник на Министерството за правда учествува во изготвување на законот за еднакви можности. И навистина не сум запознаен од резултатот од ова што е направено, но логичен след на работи е да се искористи она што еден кадар го има во претходното Министерство за финансии, понатаму во работата на едно друго министерство, како администрацијата биде подобра и поефикасна, интересно дури и во делот за внатрешните процедури, подобрување, ефикасноста тоа е во тој дел што доаѓа. Логично е. И го поздравувам секојаш било кој напор во насока на подобрувањето на еднаквите можности меѓу мажите и жените. Понатаму од јануари 2006, но повторно е јавна администрација. 2006. Од јануари 2006 до август 2007 работи во проектната единица за спредување на проект од областа на катастарот на недвижности во надлежност на Државен завод за геодетски работи. Тоа е сегашната Агенција за катастар на недвижностите, како национален експерт за имотно-правни односи на проектот Strengthening Institutional Capacities of the State Bureau of Geodetic Operations in Macedonia 2005-2008. Малку е чудно, бидејќи, пазете, имаме кадар кој што навистина се докажал претходно во работите со јавната администрација и одеднашка станува експерт за имотно-правни односи, но не знам, можеби имало во меѓувреме, немав дека во биографијата ставено, можеби посетувала некои обуки, некои сертификати има добиено за работата со имотно-правни односи, па затоа и ја ангажирале како своевиден експерт. Овој проект што го збориме овде е финансиран од СИДА, имплементиран од Swiss Survey AB, the Overseas Agency of Land Material, the National Land Survey of Sweden, шведски проект е ова. Таа работи на развивање на Центарот за обука како внатрешна организациона единица на Државниот завод за геодетски работи и интензивно спроведува обука на нивните вработени. Ова е многу нормално, бидејќи и претходно со јавната администрација, претпоставувам толку програми што е направено, логично да користи во насока на изготвување, односно правење на центар за обука, за внатрешна, како внатрешна организациона единица, кој што би бил посветен на обуки и подобрување на кадрите и подобрување на капацитетите на јавната администрација. Сепак десетина години веќе на работа во јавната администрација, тоа е. Но сепак е дело со администрација или имотно-правни односи, тој дел, еве, нема да го спориме, ќе прифатиме дека во меѓувреме некако станала експерт за имотно-правни односи. Океј. И добро е што имаме вакви луѓе кои што во континуитет се посветиле на јавната администрација. Може нека друга прилика ќе можеме да ги видиме и резултатите од работата, анализите што се произведени, може би подобрувањето на ефикасноста на јавната администрација и така натаму. Сега ќе ги за овој период овдека нема да ги коментирам мислењата на сегашната власт за тој период каква била јавната администрација или што било кажувано за институциите кај што била господјата во овој период. Сега нивни кандидати, да. Може би да има неподобар, ќе видиме. Не мора да значи дека ќе помине. Овој проект е комплементарен проект на проектот за реформа на катастарот за недвижности, финансиран со кредит на Светската банка, па од тука таа зема активно учество во спредувањето на реформските активности во областа на катастарот на недвижности, учествува во спредување на реформските активности од областа на катастарот на недвижности, учествува и во пишување на законот за катастар на недвижности, со кој се создава правна рамка за спредување на реформите во областа на катастарот на недвижности и се реорганизираше Државниот завод за геодетски работи
и се трансформираше во агенција за катастар на недвижностите. Верувам дека убав, добар дел сегмент била повторно и самата јавна администрација во рамките на катастарот, можеби носечки дел на реформите. Не сум многу запознат, но претпоставам и тој што го ја земале како кадар кој што навистина може да се искористи во јавната администрација и реформите во катастарот. Да, исто јавна администрација. Понатаму, од август 2007 па до јули 2009 година работи во Агенцијата за катастар на недвижности како државен советник за правни работи и советник за директорот за стратешко планирање. Во овој период, како национален експерт, ангажиран од ОДИХР, Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права, спроведе сеопфатна евалуација на процесот на донесување и имплементација на законите и подзаконските акти во нашата држава и учествуваше во изготвување на извештајот презентиран пред министерот за правда и други високи владени представници на 18 јануари 2008 година, што еве укажува дека имало и добра соработка и со ОДИХР, Канцеларијата на ОПСЕ, била во извештајот и она што го работеле, претпоставам дека имплементацијата сама истата на законите како таква форма на извештај било доставено до министерот, но за жал тоа се веќе уште 2 или 3 години испуштени, каде што би можела да се насочи доколку имала желба кон правото, судството, правосудниот систем, заштита на правдата и така натаму, со цел доколку навистина некој има поента да биде уставен судија. Тоа не е мала работа. Уставен судија е врвот на нечија кариера, која што навистина од она што ние го знаеме, а и што гледавме од можеби после ми ќе се осврнам на уставните судии што претходно ги имаме во Македонија. Тоа се луѓе такви правни габарити кои што целиот свој живот и кариера била посветена со насока да бидат уставни судии, кои оставиле трага како уставни судии, но да не скршнам од темата, можеби после тоа ги имаме сите и навистина импресивни се кај нив. И се надевам дека ќе направиме избор кој што ќе биде соодветен на овие габарити од дека што ги имаме другото. Но не се. Од јули 2009 година до октомври 2013 година работи во Државниот завод за ревизија, каде што е генерален секретар од април 2011 до 2014 година. Институција која што е исклучително многу ја почитувам и која што треба да биде коректор на многу текови во нашето општество. Препораките на Државниот завод за ревизија, мој став бил дека треба да имаат највисок приоритет при работењето или следните чекови на било која институција, но сепак не е тоа дел кој што би одел во полза на еден потенцијален уставен судија. Верувам дека ова што е наведено тука било така, дека во изготвувањето на законот за државна ревизија и во интензивната соработка со Собранието, бидејќи ако се сеќавате уште од почетокот на кариерата од 2001 година ги правела набавките за Собранието и други органи кај што не било препишено, претпоставам ради неостаток од законски решенија, тоа законот за јавни набавки, не знам дали беше направен или каков беше направен. И административна поддршка на државната. Да. Вели, вика, во интензивната соработка со Собранието, владата и другите надлежни органи, како и со институциите за надворешна ревизија на другите држави, што навистина е време посветено на развивање на капацитетите на Заводот за државна ревизија, но не би можел да видам некоја истакната правна активност во овој период кај својата Тања Васич. А веќе есне 2013 година, тоа се сериозни веќе 15 години работен стаж, кој што и како би требало да дефинира еден карактер, еден профил на она што некако цели веќе за врвот во еден сегмент кај што е специализиран или кај што спроведува својот систем односно системот на кариера кај што би требало да насочи ако веќе бараме мери системи и слично. Од октомври 2013 година до јули 2019 година работи во Министерството за здравство како државен советник, каде учествува во изготвувањето на сите закони и подзаконски прописи од областа на здравството и пишува правни анализи и мислења за здравство. Да, топлено, да не дозволуваме ради условите, важна дискусијата да не
да не се насочуваме на тоа. Значи, цели 6 години господја што е предлог за уставен судија е посветена на подобрување на состојбите во здравството и пишува анализи и мислења за здравството. Ама тука нема ниту едно дело, нема ниту една книга, нема ниту една публикација, нема ниту бранење, ниту ние што ги добиваат поени за нивната работа, но сепак е во делот на администрација и подобрување на условите во Министерството за здравство. И таму е навистина истакната и укажувања се кај сите дека не течеле многу работи во Министерството за здравство без да има она, па, ајде, ако е така најдипломатски да кажеме дека незиното добро. При некоја година имав и јас лично искуство, но подоцна ќе го укажам тоа. Од јули 2019 година до септември 2020 година повторно се враќа во Министерството за правда, најверојатно да ги имплементира искуството од Министерството за здравство, не знам. Како државен советник за ЕУ интеграција. Сега ова мене ме збунува, зошто СДСМ би превзел ваков кадар, кој што се докажал со јавната администрација во Министерството за финансии, кој што бил експерт во Агенцијата за недвижности или во катастарот, кој што учествувал во подобрување на работата на Министерството за здравство, би го искористил како државен советник за ЕУ интеграција. Имаше во делот на Државниот завод за ревизија дека имало соработки со други ревизии, но верувам дека не е клучен елемент од аспект на Министерството за правда, искуство на некој со соработка на 2 или 3 семинари што имало со некој за ревизија од околината и странство, како клучен елемент за нашите евроинтеграции, барем од она што ние сте го дискутирале тука во собранието. Имало укажувано за многу работи, но потреба од административец во Министерството за здравство како клучен елемент за нашите евроинтеграции е малку дискутабилно. И уште подискутабилно е како тоа па ќе го искористиме во работата на Уставниот суд. Добро, може би објаснувам сега во понатамошниот дел. Како државен советник на ЕУ интеграциите, учествува во преговорите на поглавје 23. Кои преговори? Ова е малку... сега да беше тука ќе прашавме. Кои преговори? Ја колку што се сеќавам, имавме датум за датум за датум на датум, ама не ги отпочнавме преговорите. Сега може би биле виртуелни за време на ковид кризата, па они си да правиле преговори. Колку биле релевантни не знам, ама моите скромни познавања за евроинтеграциите, ние преговори, почитувани колеги, почитувана јавност, за жал, немаме отпочнато. Како би можел некој да преговара за поглавјето 23, и тоа, пазете, да правда и внатрешни работи. Некој преговарал во наше име, во име на државата, со Европскиот совет и Европската унија, најверојатно не знам. Навистина не знам, еве, уште еднаш ќе искористам таа можност, што ја спомнавме претходно, таа уште една прашална форма, како некој може да преговара за правда и внатрешни работи, кога официјален немаме датум, немаме официјален старт на преговорите со Европска унија. Знаеме колкав хендикеп ни е тоа, знаеме какви све неправди трпи Република Македонија на тоа поле, на тој пат, свежи се уште болките, вчера само што се деси тој неморален, многу невкусен предлог за протокол, со кој што се бриши и македонската нација, и македонскиот народ, и македонските обележја, и македонската историја, све со надеж, отварање на уставот, инвазија на самиот устав и во преамбулата, и во нормативниот дел, како што вели претседателот на државата, само заради тој потенцијален датум за отпочеток на преговорите. Пазете, а знаете какви се со самите измени, дека вие можете да дојдете до крајот на преговорите и повторно ради една ургенција да ве вратат на самиот почеток, што во ред такви се правилата. Ние ќе се прилагодиме, но сепак ова што овдека го гледаме наведено во биографијата, мене ме вжашува, можеби сум јас грешен, еве поширок форум сте овдека, можеме заеднички тоа да го утврдиме. Но ете,
дали некој води преговори, а ние тоа со македонската јавност и политичка јавност да не бидеме свесни или да не сте го тоа нотирале. Владата не знае. Така е, колешке. Се сложено со вас целосно. Добро ќе беше да биде тука и ќе ни објаснеше. Можеби тоа ќе беше решението. Можеби сите овие притисоци, тензии, атмосфера, преговори, па специјални преговарачи, па патување на релација Скопје-Софија, Скопје-Брисел, трошоци, неизвестност, тензични изјави, комисии, ќе беше непотребно, бидејќи ете некој веќе преговара. Од 2019-2020, цела година веќе преговара. Можеби некој само што видел вест од авионот кога се враќа преходниот премиер дека имаме датум, веќе отпочнал автоматски со преговори во поглавје 23. Не знаеме, но ќе почекаме, можеби некој од колегите ќе после во репликите, во контррепликите ќе го расчистиме. И понатаму вели, а со почетокот на пандемијата со COVID-19, таа е член на кризниот штаб. Малку можеби во застој биле преговорите и евроинтегративниот процес, бидејќи навистина COVID-19 беше тука, не се прославивме многу како држава со справување со кризата, но затоа била господјата Васиш задолжена за изготвување на уредби со правна сила за време на военна и кризна состојба поради пандемијата COVID-19, кои се во надлежност на ова министерство. Exactly. Јас сакав да прашам, навистина, тие уредби имаше такви жолчни дискусии, бевме сведоци на толку тешки зборови упатени на еден колега кон друг во работата на собранието овде, а можеше со едно присуство на господјата Васич овдека све да се реши. И да прашаме, дали овие уредби, што се толку фамозни за време на кризата што беа донесени од владата, биле толку голем со двоцифрен, дури некој рекој и троцифрен број. Дали е точно дека од тие уредби само едноцифрен процент од нив биле директно засегнати кон на справувањето со ковид пандемијата. Дали е точно злите усти што велат дека најголем дел од тие уредби биле насочени кон издавање на лиценци за марихуана, не знам, набавки од сомнителни, преговарања и така натаму. Само 6 или 7% од вкупниот број на уредби дека биле насочени кон справувањето на пандемијата, а се друго било во овој сегмент кој што е несватлив, но некој ако бил заложен за изготвување на овие уредби, најубаво ќе ни го даеше одговорот. А можеби од тука веќе се надзира одговорот на уште едно прашање. Зошто токму господјата е предлог за уставен судија? Иако до сега нејзината целокупна кариера се насочува кон работењето на јавните набавки, јавната администрација и на работата на Министерството за здравство. И конечно, од септември 2020 година до јануари 2022 повторно се враќа во Министерството за здравство. Овој пат како посебен советник за правни прашања и признавам на крајот од ова CV, при крајот е веќе, признавам дека навистина е посебен. Вако советник кој што ќе направи таков обем на уредби, да направи такви кавги во јавноста, во работата на законодавниот дом, прито не еднаш када се нема извештај овдека во собранието. Сите да се нагаѓа да има таква мантра околу тие фамозни уредби, толкав сегмент, убаво парче од буџетот да биде потрошен како резултат на тие уредби, се признава тоа е навистина посебен советник за правни прашања, но не помага многу во нашата одлука дали е тоа соодветен кадар за уставен судија. Сега, има и објаснување. Како посебен советник за правни прашања, има посебен фокус на креирањето политики и спроведување на сите активности поврзани со справењата со COVID-19, повлекуван збора за уставен судија. Тука нема везе ништо со Уставниот суд, ништо со нејзината интенција биде уставен судија. Тука е посебен фокус на креирањето на политики за COVID пандемијата. Во тој момент е важно, се надеваме дека повторно COVID пандемија нема да имаме. Исто така е член и на Националната техничка работна група за вакцинација против COVID-19 и одговорно лице за изготвување на правната рамка која имаше за цел правно да ги регулира превентивните мерки против COVID-19 и ова е тема што навистина
сакав да имаме господјата тука и да прашаме какво е незиното учество со набавката на вакцините. Ова е можеби најсоодветната личност, бидејќи Филипче никогаш не одговори, премиерот никогаш не укажа, одговорност никогаш не видовме. Сега можеби имав идеална прилика, кој би рекол и тоа во дискусија за уставен судија, да добиеме одговор на вакви сериозни прашања, кога што во екот на пандемијата, наместо државата да обезбеди вакцини, спас за своето население, тука се гледаше или барем имаше прашање во јавноста дали некој мисли да направи профит, па не знам какви фирми од Хонконг се спала, имаше конфирмација од премиерот тогаш, точно и од министерот. Па преку фирми, не е важно државата, него важно е фирма да се добие, не е важно времето кога ќе се добие, него кој да ги набави, се разбира, за разлика од нашата држава со 8% доверба во суството, која е трета најсиромашна држава во Европа, со рекорди во корупцијата, за разлика од нас, други држави се држави и не ќе да се импровизираат, ниту пак дури и индиректно да бидат сватени погрешно, па да се работуваат со фирми со човек фирма или со сомнително потекло, што треба да набават вакцинација и имунитет да обезбедат на една цела нација. Многу прашања, но дефинитивно се укажува колкаво е нивото односно колку длабоко веќе учествува во оние текови и спорни елементи на она што се вели владење на СДСМ. Има и други прашања од делот. Можете тука. Има серија на други прашања во однос на нејзината работа во Министерството за здравство, но ова не може да се прости и овие прашања заслужуваат одговор, бидејќи ние имаме повеќе од 10.000 мртви во Македонија ради неизвестното и неправилното справување со COVID-19. Била и дел на стручниот штаб. Ќе искористев, па макар и некој да не обвини дека злоупотребуваме дискусијата за уставен судија, но тука се незините главни суперлативи, кај што може да се пофали, ја не знам ова што е за фалење, но да видиме и ДЗР, истата институција кај што преходно била секретар, да видиме како таа оценува дека нетранспарентно се трошеле парите. Незините колеги, кои што продолжиле со работа, укажуваат дека нетранспарентно се потрошили парите, дека малтене милиарда до милиарда и пол за време на пандемијата, државата нетранспарентно ги потрошила во бунар. Експертите кажуваат дека ефектите од работата, односно справувањето со COVID пандемијата се мали или ги нема. Од оваа катастрофа, оваа господја била директен учесник. Иако забележавте, има и други елементи каде што и како се погодила како извршител на оваа власт, имајќи предвид дека 9 години е мандатот за уставни судии, навистина загриженоста е се поголема со секој еден нов ред што ќе го видиме. Дали таа господја ќе се грижи за правдата на граѓаните, фирмите, правните, физичките институциите, министерствата, или пак ќе продолжи да извршува она што се има докажано досега, како што се има докажано да се спроведува интенции или наредби од министерство по министерство, и ова се повторно ќе кажам прашања кои што заслужуваат одговор, ништо не обвинувам, ништо не констатирам, ништо не уверувам, но се прашања на кои што ќе мораме да најдеме одговор до крајот на оваа дискусија што имаме тука на работата на оваа комисија. Идеме понатаму. Од 17 јануари 2022 па до ден денес работи во Министерството за правда како државен советник за граѓанско законодавство. Сега да прашаме. Од каде овој експерт за повеќе области назад? Од 2001 до 2020, тоа се некаде 20 на години искуство, како би можело да биде советник за граѓанско законодавство? Дали може би тука ни е одговорот на катастрофата од законски решенија што се предлагаат до парламентот? Тоа ми беше следното, сега сакав да го спомнам. Дали може би, имајќи предвид нејзиното во претходните активности, дали може би, да беше тука директно ќе прашаме, дали учествувала во изработка на законот за навреда и клетва? Дали може би на господјата и сметале било како негативно мислење
па да можеме кривични постапки да направиме. Да обремениме јавноста и медиумите и било кое негативно мислење што сакаше да го направи како кривично дело. Дали можеби не чувствува грижа на совеста кога имавме такви страшни реакции од експертската и граѓанската јавност за ова катастрофално решение. И преформулацијата колегата што укажа не е баш најсјајна. И ке преформулирана, пошто го повлекува тогаш посебно реакциите, новото решение што беше донесено овде беше во таа интенција. Не било гаф, не било превид. Очигледно со тоа решение некој сакаше да се осигури дека било какво негативно мислење би можело да биде дело. И овој правосуден систем со 8% доверба да може да не гони после сите нас. Или доколку сега ние имаме имунитет, но во јавност ако се проширеше дебатата за уставните суди и искажеше негативно мислење за господјата Татјана Васиш, Бозаджиева, ќе можеше органите на нередот и неправдата да постапат и да ги затворат луѓето. Има многу прашања. И пазете, ова е може би најважното, поседува високо ниво на вештини и искуство на водење на професионална комуникација со странски и домашни институции и експерти и активно користи англискиот јазик. Верували или не, ова е хајлајтот на биографијата која што ја кажа назад. Не знам како е дефинирана, признавам, работата на Уставниот суд, евентуално ако им не остасува преведувач, ама тоа е на страна на службата, не е студија заложен за на комуникација со странски и домашни институции, кој што има потреба од активно користење на странскиот јазик. Имам напишано доволно забелешки овде што ми биле напрашани, ќе се вратам на нив наназад, бидејќи треба да ги искористиме моментите што ги имаме. Односно ние податоци што ни се на располагање. И да направиме соодветна споредба, се разбира. Еве ќе најдам некои од другите кандидати и да видиме дали воопшто имаше потреба од дискусија за овој предлог кандидат, наместо да се фокусиравме кон изборот на некој што е навистина истакнат правник, бидејќи во ова што го гледавме, а потрошиве доволно време, се надевам не ми замерувате, да. Иако беше само едно ливче страна и пол, не ни удостоила дури ни со слика, бидејќи не доаѓа тука од се одлучи мнозинство така да биде, моравме да си ја визуализираме. Ниту форма, ниту начин, може би е потребна за работата на Уставниот суд, не знам, но кажав од кој аспект нас не е важно. Еве, ќе земам по слободен избор од останатите 8 кандидати, например, господјата доктор Родна Живковска, која што исто така беше предлог, и кој што беше, односно се уште е, редовен професор на Правниот факултет Јустинијан I. Односно, тоа е факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на научната област граѓанско материјално право. Вака, уште од првите две реченици, мене ми личи дека господјата Живковска веќе има одредена сериозна компаративна предност пред господината Татјана Васиш. Вели вака. Доктор Родна Живковска е редовен професор на научната област граѓанско материјално право на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Магистрирала на Правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на тема приватна собственост на граѓаните според правото на СФРЈ во јуни 1991 година под менторство на професор доктор Асен Грубче, поранечен судија на Уставниот суд, на Врховен суд и на Апелацијниот суд во Скопје. Само ќе кажам, да, имавме дискусија. Што ми е поентата од ова? И ќе стигнеме до тоа, ќе потврдиме со истото. Не е дека
Овде имаме страница и пол, а овде имаме 10 на страни на биографија. Ние треба да направиме компарација и да го направиме доброто решение. Не ми е тука сега моментот да укажеме дали е грешка или не, дали Родна Живковска треба да биде уставен судија или не. Но ако се одлучило дека Родна Живковска не треба да биде уставен судија, не требаше воопште да не биде тема на дневен ред Татјана Василич Бозаджиева. Или она што колешката пред да почне седницата на почитуваниот колега. Се надевам дека не отидува на работа на буџет, бидејќи ние сакаме таму да бидеме. Дека очекувано е да се повлече предлогот за Татјана Василич Бозаджиева како предлог на судија. Делумно нешто фатев и имам уште многу забелешки, ќе се вратам на тоа назад. Но само една проста компарација со еден друг предлог што е од овие 9. Кандидат кој што, пазете, бил под менторство на уставен судија во Врховниот суд и на Апелацијниот суд во Скопје. Не може ментор да се споредува ментор кој што бил судија на Уставен суд, на Врховен суд и на Апелацијниот суд, неговото знаење, неговото искуство со директорот на катастар. Јас максимално почитувам, секогаш внимавам да не навредам некој, директно или индиректно. Но јас, ако би сакал да бидам уставен судија, ако имам таква цел, интенција, посветеност, повторно ќе кажам, тоа е врвот на еден правник, истакнат правник, кој што може да го постигне во својата кариера, да биде уставен судија. Ако веќе натаму ми интенцијата, ќе сакам да црпам искуство и знаења, да споделувам, да се надградувам од луѓе кои што веќе имаат искуство. Некој што веќе бил уставен суд, Врховен суд, Апелацијонен суд, некој што е навистина правен габарит како доктор Асен Грубче. Јас сум помлад, постарите и како го познаваат, можат уште двојно повеќе време да потрошат за неговото значение во правото и работата на судството во Македонија. И би сакал од него да црпам искуство и знаење, како ментор. И не би можел секој да биде ментор. Вие барем знаете, поголемиот дел од нас имаат после дипломски искуства, кои со магистериуми, кои со докторати, и знаете дека не секој може да ви биде ментор. Не секој сака да го сподели на било кого со знаење. И не секој докажан во овој случај правен истакнат правник или доктор на науки би сакал да троши време, вака најпросто кажано, со некој на кој што нема капацитет да го наследи и едноставно го служи неговото време и внимание. Но идеме понатаму. Докторскиот труд под наслов Правото на првенствена купувачка во Република Македонија под менторство на професор доктор Марко Илечиш. Тоа е доктор од Правниот факултет во Љубљана. Го одбранува во 96 на Правниот факултет во Љубљана при Универзитетот Едвард Карделј. Ако веќе споредуваме и соработка со меѓународни институции, вештини и докажаност во земјата и во странство. Тука, на Правниот факултет Јустинијан I е избран за редовен професор на научната област граѓанско материјално право од 2006 година. Патот на редовен професор дали треба да го кажуваме овде или да подсетуваме. Од асистент, вореден, редовен, времето што треба помине, енергијата, научните трудови, посветеноста, истражувањата, презентациите во јавноста, искуството и така натаму, да се стигне до редовен професор, како што успева господјата Родна Живковска во 2006 година на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Како редовен професор одржува настава на првиот, вториот и третиот циклус на правни студии. Колега, извинете што ќе ви упаднам во збор. Почитувам колега Јаревски, ве молам ако може да се фокусирате на кандидатот за кој што дискусираме, дискутираме, се извинувам, бидејќи вие повторно ја читате биографијата на професор доктор Родна Живковска, на сите ни е добро позната, веќе ја елабориравме
И ве молам, ако имате нешто да споредбени податоци, коректно е да зборувате за кандидатот за кој што зборувавме, бидејќи почитуваната професорка веќе ја завршивме како расправа за кандидат. Јас, почитувана председателке, го почитувам вашето мислење, нема да направам. Еве, биографските податоци за развојот на една кариера и компаративна анализа помеѓу два кандидати, за еден што е веќе завршен, што не бил доволно квалитетен за оваа, да кажав, компаративна, сега укажав. Кажувам дека овој кандидат, кој што ќе го наредиме, да се спореди со некој овдека е трошење време. Еве, нема да идам биографијата. Системот на кариера ќе го поминам. Дозволете, еве да ве запрашам, колку трудови прочитавме, објавени трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации земја во Трансфер, има објавена господина Татјана Васич во заживо. Од она што беше укажано за меѓународното искуство на господјата, а што, ете, очигледно некој смета дека е тоа важно, вели, поседува високо ниво на вештини и искуство во водење на професионална комуникација со странски домашни институции и експерти и активно го користи англискиот јазик. Знае англиски и активно комуницира со странските институции и експерти. Еве, сега кажете ми дали воопшто треба да се дискутира Татјана Васич во споредба со ова. Во последните 5 години трудови родна Живковска и Пржевска, објектот како елемент на граѓанско-правните односи, годишник на правниот факултет Јустинијан I во Скопје во чест на професор Гале Галев. Ова е се на англиски, исто така објавено на англиски. Да не ги читам на англиски, македонските ќе, кај што ги има, ќе давам приоритет на македонското. Neighbor Relations in Macedonian Property Law, International Scientific Conference, Legal System in Period of New Reality, Faculty of Law, University of Priština in Косовска Митровица, 2021. Живковска, Пржевска и Лалевска. Safeguards from unlawful deprivation of property in the Macedonian legislation and the European Convention of Human Rights, Law Review, Volume 11, Special Issue, Faculty of Law, Justinianus Primus. Criminality, University of Skopje, 2020. Родна Живковска и Пржевска. Соседско право. Делиш дата и делиш ференда. Ќе ме простете, ако имаше некој правници, ќе ме коригира, ве молам, упаднете ми узбора, ако лошо го укажувам. Втор дел. Правник, стручно списание, Сдружение на правници на Република Македонија, број 344. Живковска и Пржевска. Соседско право е првиот дел. Веќе овој го кажавме за вториот. Родна Живковска, Тина Пржевска, Јусу Капио and Roman and Contemporary Macedonian Law, Volume 10, Issue 2, 2019, Indexed in EBSCO и онлайн објавени трудови кои што се ценат, исто меѓународни. Живковска, Пржевска и Шутова. Деривативно стекнување на стварни субјективни права во македонското позитивно право. Зборник на трудови и обштествените промени во глобалниот свет, 6 народна конференција во Штип. Родна Живковска, Пржевска, Modification of Legal Transaction, Justinianus Primus, Law Review, Volume 9, Issue 2, 2018. Исто, Index by EBSCO и Hen Online. Родна Живковска, Пржевска, Legal Norms and Building Blocks of Legal Systems, Vision 29 од 2018. Index by EBSCO. Родна Живковска, Пржевска. Nulity of Legal Transactions, Зборник радова, Универзално и основно право, научно искуство меѓународен учешен, Косовска Митровица, 2018. Правен третман кај пациент повредени во сообраќајни незгоди. Замислите го спектарот сега. Ова се докажани трудови што ги имаме меѓународни само. Овие домашните дополнително. Депозитиум во римско право. Годишник на правниот факултет Јустинијан I во Скопје во чест професор доктор Маријан Маријановски. Исто еден голем правен габарит. Ова е 2017 објавено. Врв. Родна Живковска, Тина Пржевска. Новини о регулисању трајних објеката од законодавство Република Македонија. Правни живот. Ова е дело за правна теорија и пракса. Број 10 од 2016, книга 576, објавена во Белград 2016.
Проблеме поводом судске заштити и уписи у катастар непокретности. Еве, имало и дел со катастарот за недвижности. Ама треба да се објави, да се стави во дело, тоа да се сподели, како едно нешто што било кој судија понатамо, па дури и уставен би можело да го искористи. Тоа ваму, кај Татјана не го видов. Она со администрацијата учествувала во закончето, нешто имплементирала, но нешто што би можело да се имплементира во работата на Уставниот суд, како со ова дека не го видовме. Доволно е само ова дело да се направи. На сите овие други ќе обратам после внимание. Како би требало да изгледа еден уставен судија? Според мене, не мора да сум ја најправиот, но споредбата е повеќе од евидентна. Importance of defense of legal facts. Зборник Радова, Правnog факултета у Нишу, број 70. Legal status, the owner of expropriated property in the Republic of Macedonia. Зборник Радова, Правnog, ова е и во Ниш објавено. Треба ли да почнеме да збориме што би требало еден уставен судија, според мене или според нас, да има во својот профил, во својата биографија, од аспектот на монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони. Тоа се све коментари кои што биле од исклучителна важност за работата на еден уставен судија. Јас сум уверен во тоа. Реков цело време ќе поставам прашалници, во прашална форма, да не бидам погрешно сватен, но за ова јас сум уверен. Некој може би ќе ме свати погрешно, нема проблем, прифаќам, спремен сум за дискусија, но ако имаме само во последниве 5 години објавени 20 дела, сега ќе ги споменеме и овие 16, се извинувам. 16, но има овдека и 15 во делов на монографии, учебници, учебни помалга и коментари на закони. Да има и други објави тука, се разбира дека ќе може и како подобро да учествува во работата на Уставниот суд, да го искористиме, па дури би рекол да го злоупотребиме тоа знаење, бидејќи нема тие пари што може да се откупат експертизи и плаќања на дворешти во директната при самата одлука. Дали една одлука на Уставниот суд би тежела со олку многу знаење и олку многу трудови, истражувања, анализи, публикации, па истите се бранат после во јавноста, при самите презентации, гостувања по емисии и така натаму, за некој што успоредбено со некој што поседува високо ниво на вештини и го познава англискиот јазик. Ако го познава англискиот јазик, не може да го познава како што некој објавил околу меѓународни дела на повеќе јазици. Еве сега, во делот на монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони. И како важен. Општ дел на граѓанското право. Кажавме колку граѓани последната надеж ќе гледаат Уставниот суд. Воведни теми Европа 92, Скопје 2005. Општ дел на граѓанско право. Практикум Скопје 2005. Стварно право 2005. Општ дел на граѓанското право. Воведни теми 2 2007. Општ дел на граѓанското право 2009. Збирка на прописи од стварното право 2009. Збирка на прописи од стварното право. Практикум, ова е веќе 2010. Континуитет на посветеност на правната материја, што би можеле да имаме полза сите граѓани работата на Уставниот суд. Коментар на Законот за експроприација со регистар на поими, Скопје 2013, коавторство со доктор Тина Пржевска и Валентина Димитровска. Исклучително важно. Колку неправди имавме на овој дел, и со експроприацијата, па и со другата регулатива. Имено, не се навлеќам на тоа, да не губам време. Коментар на Законот за катастар на недвижности. Имаме закон, овој закон што го направила господјата или учествувала во правењето, не го направила, рече учествувала во правењето, во делот на јавната администрација најверојатно, и како имало потреба од коментари. И тоа го направиле господја Живковска, со Пржевска, Сонја Димова и Неша Потушевска. Објавено е 2013 година. Коментар на Законот за катастар. Тоа го кажаме 2013. Правни норми, промет, имот, објекти на граѓанско-правните односи и правни факти. 2017 година. Правни дела 2018. Стварно право 2018. Општ дел на граѓанско право 2021. Треба ли да укажуваме колку е недостасува на господјата Татјана Васиш
споредбено со Живковска, која што ја зема по случаен избор од остатокот од другиве предлози, искуство во работата како член председател на комисии, совети и управни одбори. Да, она била учествувала во справувањето со кризата во штабот и учествувала во телото за вакцинацијата на фамозна, но еве да видиме што тоа споредбено со некој што сметаше дека не е достоен оваа комисија како кадар, како предлог за уставен судија, значи, па после да одлучиме дали воопшто треба да се продолжи дискусија за Татјана Васич Позаџиева. Сенатор во Сенатот на УКИМ. Раководител на Институтот на граѓанско право 2016-2021. Раководител на мастер студиите. Насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Патем кажано, треба и да провериме Татјана Васич кај кого била на последдипломски студии. И дали може ученикот да го помине наставникот, професорот за период од 2 месеци и да заслужува место во Уставниот суд, за разлика од професорот кој што посветил цел свој живот на работата. Уште малку. Правниот совет за реформи во правосудството при Министерството за правда на Република Македонија 2013-2015 како член на советот. Активно учество во работата. И еве, од ова се што го наведовме, почитувани колеги, најдете ми една дамка, најдете ми еден скандал, најдете ми наслов во медиумите кој што би можел да се обремени или да се посочи кон господја Живковска за сметка од Васич Бојаджиева, која што е малтене учесник во поднасловот или во текстот на најголемиот дел од институциите кои што учествувала со работата. Без оглед на Министерството за здравство, Министерството за правда, лоши закони предлози, скандали со вакцинацијата, скандали со справувањето со кризата. Дори малку ако навлеземе повеќе, дори да се уплашиме дека можеби и Филипче не бил сам по себе толкава катастрофа, колку што дел од неговиот тим го навеле на активности кои што не биле издржани. Комисија за посредување во авторските и други сродни права при Министерството за култура на Република Македонија како претседател на комисијата именувана со решение тоа и тоа, објавена во Службен вестник. Свесива достапни се информациите. Комисија за посредување во авторските и други сродни права при Министерството за култура на Република Македонија како претседател на комисијата, исто објавена во Службен вестник 2011 година. Програмскиот совет за уредување на градежно земјиште во Република Македонија како член на советот. И не е случајно, пошто имаше и дела за експроприацијата и за проблемите врзани со уредувањето на градежно земјиште. И дополнително ова можам да укажам на бројот на постапки во однос на уредувањето на градежно земјиште и деталните урбанистички планови пред Уставниот суд. Колку пати има искочено пресред. Дали да биде некој што има искуство како господја Живковска или Васич кој што ќе треба да спроведе некои други насоки во Уставниот суд. Совет за реформи во правосудството при Министерството за правда на Република Македонија од 2011-2013, исто член на советот. Советот на Адвокатската комора на Република Македонија период 2006-2010 како член на советот. Дури имаме тука искуство со самите адвокати. Така, секој предмет треба некој да го застапува. Не е исто да биде некој 5 години директно да ги слуша проблемите, размислувањето на оние што се најзасегнати, што имаат најголем дел на примери, како што кажавме, и кон судиите, и кон самите предмети. Не е исто да биде некој уставен судија или пак да биде недостоен за уставен судија, а при тоа да се дава шанса воопшто да дискутираме за некој што бил специјален советник за, кај беше тоа? Како државен советник за ЕУ интеграција. За преговор. Добро, преговарал. Ќе го видиме тоа, ќе дознаеме вајде во текот на дискусијата. Управниот одбор на Фондот за земјоделие 2002-2003 како член на одборот, Советот на Адвокатската комора Република Македонија 2001 до 2005 како член на советот, има и во управен одбор на АД Поштенска банка и надзорен одбор на Македонски телекомуникации од 2000 до 2002. Имаме и други. Мислите дека е долго. Оно што е посветено на кариерата е посветено.
Зборевме за Тања Василич дека учествувала во еден закон. Еве ќе идеме да споредиме со некој што навистина заслужува да биде уставен судија. Член на работна група за изработка на закон за измени и дополнување на законот за приватизација и закуп за градушно земјиште во државна собственост 2014 година. Председател на работната група за изработка на законот за собственост и други стварни права од 2003 се уште актуелен законот. Го имаме дискутирано тука. Член на работна група за изработка на граѓанскиот кодекс на Република Македонија од 2013 се уште активен. Без замерки. Член на работната група за изработка, член на работна група за изработка на подзаконски акти на законот за катастар за недвижности од 2013 до денес. Работната група за изработка на законот за катастар на недвижности од 2013. Само да видам баш. Ова е 2006 до 2007. Овој закон што се покажал како лош, некој требал да го оправа, во таа група е направен. Се уште е активен. Професорот, ученикот. Закон за експроприација од 2012 се уште активен. Член на работната група за изработка на законот за градушно земјиште од 2011 година. Работна група на закон за градушно земјиште од 2008. Член на работна група за изработка на законот за измени и дополнување на закон за собственост и други стварни права од 2008. Има дури искуство и од статути. Исто и тие одат пред Уставен суд. Ова е во конкретен случај аеродромски услуги од 2007. Закон за катастар од 2008. Дури можеби имала нека корелација, но било исправено нешто подоста. И така натаму, и така натаму. Експертски правни мислења со страни. И еве сега ја не знам. Ми укажа колешка дека треба условите дека не се баш на идеални во однос на температурата да привршувам. Еве кажете ме. Еве ја не сум коректен, бидете вие коректни. Дали ова ќе може да се воопшто карактеризира истакнат правник и дали ова навистина е истака правник што е недостоен според работата на мнозинството за уставен судија. Дали воопшто можеме да направиме според? Еве, кажете ми вака најискрено да ви кажеме. Или замислете, ставете се во одлука да бидете раководно лице на определена институција или уште подобро можеби да ваша фирма или ваше предпријатие ќе работите. Дали ќе се повикате, ако веќе не може да ги видите, и ако сите сакаат да ги видат, да продискутираат, да разберат мислење, ево, кажавме тоа, не може да се видат, не дозволија најголемиот дел од пратениците на мнозинството, и да веруваме на биографии. Еве, кажете ми, дали се овие две биографии споредливи? Јас би отишол и чекор понапред. Би прифатил тоа, дека оваа биографија, мнозинството, дуи СДСМ, сметаат дека не е доволно за уставен судија. Еве ќе го прифатам. Но не можеме го споредуваме со ова. Нас ни треба барем двојно поголема и двојно побогата и двојно подокажана личност. Ова се две неспоредливи работи. Личност обременета со активности кои што ги следат скандали и личност која што е посветена на кариерата во правото, која што со право можете без воопшто двоумење или без грижа на совест или без нема никакво недоразбирање да имате да го карактеризирате како истакнат правник. Ја овдека имам дилеми дека овдека ова е личност што може да се укаже како истакнат правник. Да, во јавната администрација посветен живот, учествувала во Министерството за здравство, имала уредби, на страна делот дали тие уредби какви последици направиле, дали било стовали или не. Рековме, тоа се прашални форми, ќе најдеме одговор на тие прашања, дали порано, дали подоста. Но дефинитивно, да биде уставен судија, некој што може да се биде искористен со полно право во јавната администрација, не е фер. Не е фер ни спрема неа. И од тука доаѓа логично прашањето. Дали в случајот се единствената причина некој да предложи личност кој што целата кариера поминала во јавна администрација и во здравство и јавни набавки проблематиките,
да се насочи во Уставниот суд, дали единствениот мотив се само 9 години мандат. Ингеренции малтене како претседател на држава и недопридливост од органите на правосудниот систем. Дали ќе сгрешиме доколку логично не го поставиме прашањето, покрај овие сомнежи што ги кажав или забелешки прашања, уште колку други можеме да наведеме како причина што би била како предлог да се скрие Уставниот суд. Дали Уставниот суд треба го доведеме на ниво за згрижување на докажани кадри. Еве и ништо да не биле за криење, за сигурност, за безбедност да се обезбеди. Еве ја ви кажав пред да почне седницата. Дали мојата почитувана колешка Фаница не заслужува 2 пати повеќе да биде предлог отколку Татјана Васиш. Од било кој аспект. Од било кој аспект. Не можеме ние, не знам како да ви кажам. Ја не знам дали мнозинството ќе гласа покорно како што направи кога Талат Џафери ќе посочи без да кажете ништо, ќе дигне рака и за Тања Васиш. Но не заборавајте, истата оваа личност наназад во биографијата во колку време ја била, во колку институции, во кои периоди. Ве молам, подсетете се, консултирајте ги вашите колеги и преходно периодите во кои што работела господата Васиш, да видите какво било мислењето. Подсетете се на сите овие дискусии што ги имавме околу производот од работата на господјата Васиш. И при тоа, замислите дека она ќе биде следните 9 години. Ние ќе бидеме овдека уште 5-6 месеци или максимум година дена можеби, но таа ќе биде згрешена во Уставниот суд 9 години. Ќе имаме уште многу поголем дел на проблеми кои што ќе бараме спас во Уставниот суд, а ќе треба да ги решава личноста која што е обременета со несигурност. На сметка на тоа, повеќе ме боли двојниот аршин да се потцени живот посветен на кариерата. Ова не се десетици, веќе се стотици дела објавени во земјата и во странство. Учество во толку тела. И повторно кажувам, една дамка не слушам. Едно прашање не слушам, една забелешка не слушам, еден живот на вистина кој што би требало да биде како круна некој што знае, што цени, што почитува, што пишувал за тоа. Што имал ментор од Уставниот суд, кој што од почетокот имал цел да достигне согласно позитивните норми, согласно моралните, етичките критериуми, онака како што треба, како круна на кариерата биде како уставен судија, не е доследен за некој што, уште еднаш морам да цитирам, поседува високо ниво на вештини и искуство во водење на професионална комуникација на англиски јазик. Тука има уште еден габарит, но реков родна господјата Живковска, доктор Живковска, излеков по слободен избор, можеби требаше и да Саво Климовски да го кажем. Спектарот на работи што ги поминале во животот, нивното искуство, нивното знаење како би се рефлектирало во работата на суд. Запрашајте се пред да одлучите уште еднаш дали ќе послушате наредбата или насоката, дали таа одлука ќе биде по насока што ќе ја носат или некој што ќе биде плод на издржано правно мислење. И од тука, иако и јасно од оние што велат дека правник може да се дефинира на повеќе начини, но вакви два примери, само овие два примери, дека компарацијата на овие два примери значи дека доколку се избере или гласате за Татјана Васич, а при тоа не сте гласале за изборот на Родна Живковска како предлог за Уставниот суд, дефинитивно или не го разбирате поимот истакнат правник, или правите очигледна грешка. Ви благодарам.